26 години и 10 месеци затвор доби групата на Раде Трајковски Штекли за трговија со дрога. На највисока затворска казна од 8 години е осуден првообвинетиот Штекли кој давал насоки за ширење на мрежата за препродажба по скопските улици. Дрогата се чувала во изнајмени станови, каде се пакувала, а продажбата се вршала по цени од 4500 до 6000 денари за грам кокаин и од 200 до 300 денари за грам марихуана. Кај Трајковски завршувале сите пари од препродажбата на дрогата, кој потоа им давал и на останатите дел од сумата. Посебните истражни мерки ја покажале поврзаноста на обвинетите кои комуницирале и преку заштитени мрежи како Snapchat. Имено како остежителни околности се тежината на кривичното дело, степенот на противправноста, општествената опасност од ваков вид кривични дела, степенот на кривична одговорност на обвинетите за честеноста од извршување на ваков вид на кривични дела, последиците по животот и здравјето на луѓето, особено што кривичните дела не се сторени инцидентно, ниту кој резултат на неукост. Напади обвинетите действувале организирано и координирано во рамките на групата. За судечкиот совет, овој предмет представува пример за организирано делување мотивирано од брза и лесна заработка со сериозни последици за општеството. Одбраната ќе се жали на пресудата, а бара од судот и олеснување на притворските мерки што не беше прифатено. Адвокатите на Штекли во текот на судењето се повикуваа на вештачење дека неговата психичка состојба е нарушена, дека халуцинира и има шизофренија, поради што не можел да ги следи рочиштата. Не би сакал воопшто да ја коментирам во однос на основот и висината, но морам да кажам дека обвинетиот Раде Трајковски во целиот тек на постапката тешко ја следеше целата расправа и затоа тешко се обезбедува и докази кои одат во негова одбрана. За обвинителката Верица Бержецка-Крстева, казните се во рамките на законот, а тие што претходно признаа вина и се спогодија со обвинителството, добија помали затворски казни, на што обвинителството се жалело, но апелација ги потврдила. Рамката треба да биде наказнување построго од онаа која се постигнува казна во фаза на првично спогодување. Овде во дел беше намалена казната од казна која што беше понудена на обвинет, а за други построга, како што сметам и дека треба исправно да биде. Сепак прерано е да се произнесам за тоа, сметам кога ќе ја добиеме писмената пресуда, ќе ги прочитаме толкувањето на отежнителни и улеснителни околности и ќе се одлучи за тоа дали ќе се пушти жалба или не. Кривичен ги осуди Стефан Китанов, Александар Вучевски и Филип Таневски на 5 години затвор, а Стојан Миланов на 3 години и 10 месеци. Групата која оперирала во периодот од јануари 2024 до јануари 2025 година броеше 16 членови. 7 се спогодија со обвинителството, а 4 уште на стартот од судењето признаа вина.